Лека ноќ, македонци, од Камбера до Малме, од Нью Джерси преку Франкфурт на Мајна до Плоешти Романија. Ова се вчерашни новости. Морам да признам дека токму така, Петар, а јас сум Јована. Ние ве носиме чекор за ците. А од нас дознавате последни секоја недела токму во овој термин. Така е, да не должиме многу. Еве што ќе гледате вчера. Вчерашни дознава како помина отворениот ден за посета на граѓаните во собранието. Скандалозно, зголемена депресија кај македонските земјоделци. Откриваме кој е новиот македонски цар. Вчерашни на терен, како ќе изгледа новиот Луна парк во Скопје. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Mastercard без контактните картички на Комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. Староградско, единствено пиво создадено од најквалитетни, внимателно одбрани зрна јачмен и хмелј, направено по традиционален рецепт, со уникатна боја, цврста пена и посебна арома. Староградско, момент на вистинско уживање. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово, од срцето на Шарпланина. Среќна вест. После црниот понеделник Македонија доби и црн четврток. Но упатуваме апел граѓаните да не се грижат затоа што има уште 5 дена во неделата кои може да бидат во други нијанси. Отворен ден во собранието. Традиционално собранието ги отвори своите врати за граѓаните кои сакаат да останат анонимни. Прекрасното и топло априлско попладне во организацијата на туроператорот 4 Илинден група граѓани го искористија за прошетка низ собранието. Тие имаа убава можност да се запознаат со пратениците и низ директен контакт со нив да ги споделат своите знаења за демократијата. Свој несебичен придонес за успешната прошетка дадоа и припадниците на полицијата кои со сесрдна поддршка од нивниот началник им дозволија тие за момент да ја земат правдата во своји раце. Насилниците кои влегоа во собранието во четвртокот навечер беа експресно уапсени. Вчерашниот на терен и разговара со началникот на полицијата. Јована, тоа не се случи. А ние продолжуваме со вчерашни. Многумина се прашуваат дали полицијата беше спремна за ова одамна најавено сценарио, како што беше спремна и во справувањето со студентските и средношколските протести. Очигледно дека полицијата беше неспремна за ваков инцидент, а тоа се потврдува и со многу снимки. Но да видиме што велат полицајците и демонстрантите. Полицијата беше тотално неспремна за толкав број на луѓе, нали? Фино леповци влеговме во собранието, а они ни локум, ни кафе не понудива, нели? Ни вода да речете, еве, толку песни испеавте, грлото ви се исуши, а бе една вода да се напиете, нали? Значи, ваква бруталност до сега не сам видел. Беше страшно овај. Многу лошо. Ужасно. Продолжуваме со вчерашни. Среќна вест. Гевгеличани на референдум отврлија отворање на рудници во близина на градот. По ова се охрабри и Валандово. Имено граѓанската иницијатива Спас за Валандово поднесе барање до општината за распишување референдум против отворање на рудник во областа Казандол. Како вистински татко на нацијата и автохтон жител на Валандово со поддршка излезе и председателот Ѓорѓе Иванов. Успева и Валандово. Веќе странска фирма доби концесија да отвори рудник за злато. Замисле, повторно злато ќе се вади во Валандово. Се извинуваме, очигледно Иванов не разбрал од што сака да се спаси Валандово, а и тоа сега не е темата, бидејќи и така Советот на општина Валандово ја отфрли иницијативата за распишување на референдум.
А ние продолжуваме со вчерашни. Психолозите предупредуваат на зголемена депресија кај македонските земјоделци. Како што се наведува во извештајот, таа е предизвикана од нивната финансиска состојба и од неисплатените субвенции. Разговараме од терен со еден од земјоделците. Бристо! Уе, Ристо! Субвенциите ќе ги пушат ли? Шо рекоа, бе? На мејл, провери мајл. Каде? На емайл? Ајде, господине Боже, ве молам да завршиме побрзо, можеме. Дали делегацијата предводена од Министерството за земјоделие изнајде некакво решение за субвенциите? Да, рекоа ти че имало решение. Значи, субвенции сепак има? Не субвенции. За субвенции многу ќе се чекало, ама рекоа ти че отворат центри за лечење на депресија. Чекајте малце, па нели требаше такви да отворат и пред некое време? Требело таму у Министерство за здравство, свашта викат, ама сега тука ќе отварат у земјоделските задруги. Тука еден центар за депресија, оти многу депресија ке земјоделците. Многу. Добро, кога ќе се отворат? Кога де? Кога? Кажа, ама наводно требало да го чекат вие што е директор на платежна агенција што е нешто да положи француски. А во француски ќе положи тоа, лесно се учи француски. И што до тогаш? До тогаш рекоа дија запамче обавезно. Друго, све што има тоа јажиња, мажиња ни зема, некој да не се обесе, не дај Боже, да не сме се чувале на високо, некој да не... И банкомати никако да не се гледаат и това, ако гледаш сметката каква ти е финансиска, тоа многу депресија стварало. Ви благодарам. И многу поздрав на сите у Скопје таму и многу голема поддршка за владата. Ви благодарам и вас. Студио? Исушените палми не требаше да се откорнат, туку требаше да се пренаменат, еве да кажеме во бандери. Еве денеска имате ексклузивна можност малку да прошетаме и да го разгледаме нели нашиот нов Луна парк. Подивењето на група граѓани и инцидентите во собранието, председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски експресно се врати од Виена и на вонредна пресконференција даде оставка од партијата и ја понесе целата одговорност за четврточните настани. Прилагам да го погледнеме пресот. Јована, ама тоа не се случи. Како и да е, ние продолжуваме со вчерашни. Вчерашни дојде до ексклузивно аудио во кое се открива позадината на посетата на група маскирани граѓани во собранието на Република Македонија. Никогаш не сум оправдувал насилство, независно кој и зошто го предизвикал. Подготви го Мартин и Суле да спремаат од утре да маваме. Никогаш во животот не сум помислил ниту на вас да дојдам, ниту да останам со насилства и со физички повреди. У петок ќе му составиме едно 2000 луѓе пред центар. Дел ќе си влезат и унатре, пошто нели имаат право граѓани да влезат. Па да видиме, да размислиме дали еден да стане, едно 3-4 шамари јаке да му зврзи пред сите. Ниту пак поддржувам други да го прават тоа. Подготви го Мартин и Суле да спремаат од утре да маваме. Ама не го зборува на никој. Ти ако се раче, џабе нема ке знае и ќе спречи. Бројните провокации во изминатите денови, не само кон нас од ВМРО ДПМНЕ, туку и кон огромното мнозинство македонски граѓани, а особено кон македонскиот народ, се директен причинител за оваа ескалација. Али да имаме со аргументи да ја напумпаме атмосферата дека прави фалш, за после тоа да има оправдување за тој. На повредените пратеници, граѓани и полицајци, и посакувам брзо закрепнување. Јас си мислам, покрај тоа што Нуставин ќе падне, у петок он да изеде едно 5-6 шамари пред камери. Да влезат граѓани и еден граѓан да дојде да му удари 3 шамари. Јаки. И да се искочи. Обезбедувањето во собранието им се извини на новинарите кои беа туркани и буткани и на кои им беа одземени камерите во инцидентите во четвртокот. Да го проследиме соопштението во кое тие се извинуваат. Јована, нема такво извинување. Било што било, а ние продолжуваме со вчерашни. А сега да продолжиме со обичните новости. Петар? Траорни сцени низ Македонија. Палмите кои ги плативме 500.000 евра и официјално се мртви. Луѓе се собираат да им одадат последна почит. Од каде си дошла? На традиционален начин кој што доликува за тропските краишта. Денеска за последен пат беа испратени палмите. Лиценциран шаман дојде во Македонија
за да ги однесе палмите во, нели, вечните плажи, како што вели нивната религија. Големот бројот на луѓе кои што сакаа за последен пат денеска да ги испратат палмите. Во канцелариите на Македонски шуми се отвори книга на жалост, каде што македонските граѓани ќе може да се потпишат. Ова е црн ден и жален ден за Македонија. А сега да прашаме некои од граѓаните како се чувствуваат. Извинете, господјо. Да, повелете. Како се чувствуваат? Крш, значи целата ситуација е крш. Дома ние не можеме да се собериме една недела, значи цело семејство жали и плюс сега гледам некои пагански обичаи таму нешто. Абе ние си имаме наши македонски традиционални работи бе. Ја не знам што е бе, све е измешано. Бе. Ова е жална работа, треба на македонски да си ги испратиме. Мислам катастрофа. Ви благодарам. Надлежните веќе ги откорнаа палмите и ги однесоа во Дрисла, но има и експерти кои што сметаат дека кога веќе се дале толку пари, можело барем и сушените палми да се искористат за нешто друго. Колега? Да, точно така. Сметам дека исушените палми не требаше да се откорнат, туку требаше да се пренаменат, еве да кажеме во бандери. Зашто? Плишани бандери баш одговара на една од најсилните и најбујните економии во Европа. Среќа во несреќа е што тушевите што беа веќе инсталирани покрај тие палми, сега ќе може да се пренаменат, да им се најде некоја друга споредна улога, еве да кажеме да се однесат во студентски дом, да може да се тушираат студентите, други луѓе кои сакаат. А дали ќе се посадат нови дрва? Да, мислам дека веќе е во план. И јас лично сметам дека треба да се посадат нови македонски бујни, јаки, силни дрва со бујни гранки, да може да се рекреираат луѓето покрај нив кои сака рекреативно да земе да се обеси и така натака. Така, ви благодарам. А ние продолжуваме со вчерашни. Еве денеска имате ексклузивна можност малку да прошетаме и да го разгледаме нели нашиот нов Луна парк. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Mastercard без контактните картички на Комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. И во Форца, македонски народе! Дружба си е дружба, Форца си е Форца. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај ти. Чунга лунга. Уште позитивни ефекти од влегувањето на толпите граѓани во собранието. Да видиме за што станува збор. Во минатото владата одделуваше значајни суми за да ја рекламира Република Македонија на престижни медиуми како што се CNN, New Yorker, BBC, но откако се случи влегувањето во собранието, Македонија веќе бесплатно е на сите најзначајни телевизиски канали. Како што велат од за заедничка Македонија, ова е уште еден доказ за нивната љубов кон земјава и нагласуваат дека со ова спасиле поголема сума на пари која сега ќе може да биде инвестирана во садење на нови палми. Се на се конечно профункционира системот, а благосостојбата е на врата и може да влезе. Се зезаме. Сепак сме вчерашни новости. Вистинските вести може да ги гледате вечерва во 21:30 часот на Телма телевизија. Дилемата конечно се разреши. Никој не дојде во собранието да прави немири. Напротив, граѓаните се собраа за една убава прилика. Да погледнеме. Голема група верни поданици на империјата присуствуваа на чинот на кронисување на неговото височество, новиот македонски цар.
Јас сум овде за народот да гласа нови избори и за цар Ѓорѓе Иванов ќе го бираме за цар. Нема више парламенти, партии нема више. СДСМ, ни ВМРО, Ѓорѓе Иванов цар. Извикувајќи го неговото свето име, тие со свечен перформанс во зградата на собранието го изразија задоволството што конечно се нашла адекватна круна, која ќе одговара на димензиите на големината и мудрината на главата на обединителот на македонците. Денес во вестите требаше да имаме ексклузивно интервју со новиот директор на јавното предпријатие Јасен Оливер Андонов, чиј мандат започна пред точно 7 минути, но се случи нешто во последен момент. Имено добивме најнова вест дека новиот директор на јавното предпријатие Јасен Оливер Андонов веќе не е директор. Тој е разрешен од функцијата за 16 минути од неговото назначување и со право е револтиран. Ова е најголемиот преседан, доведувајќи ја во прашање националната безбедност и безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Но господинот Андонов не увери дека оставил резерва за повторно да го сруши овој свој рекорд, кој претходно го држаше за најкратко министерување. Честитаме! Председателот Иванов ги посети повредените пратеници во болница и воедно од таму даде изјава во која му честита на новоизбраниот председател на собранието Талат Џафери. Прилагам да ја погледнеме изјавата. Нашиот Ланча е на терен. Јована, ништо од тоа. Петар. Продолжуваме со вчерашни. По неодамнешниот извештај од Народна банка дека Македонија бележи највисок економски раст во регионот и Европа. Драстично се зголеми грижата на граѓаните од можното намалување на сиромаштијата. За тоа дали треба да се грижиме, разговараме со Јавор Миркуловски, експерт од областа. Господине Јавор, има ли место за паника? Да, токму така е. Ова на овој период се очекуваат повремени оцелации, како и мал пат на индексот на индексот на сиромаштијата поради ниските, каква задница, поради ниските цени на земјоделските производи, но и поради фактот дека се очекува бран на печалбари, фала момче, од странство кој се очекува да внесат странски девизи во земја. Како што реков, мал пат на сиромаштијата, но од владата велат ѓубре едно. Дека нема простор за паника, бидејќи тие работат на нови пакети и мерки, како што се... И ти фати се за работа. Се фатиш. Како што реков, значи зголемување на регулираните цени на производите, како и зголемување на глобата за сообраќајни прекршоци, намалување на платите на административните работници, како и блокирање на некои сметки во приватниот сектор. А како ова мало намалување на сиромаштијата се одрази врз богатите? Да, овој пат на сиромаштијата највеќе ги погоди богатите, кои слободно можам да кажам дека нивниот приход е намален за цели 0,0002%. Но како што знаеме, владата и државата секогаш се грижи за оваа најранлива категорија на граѓани и затоа издвои нови пакет мерки како што се покачување на директорските плати, даночни олеснувања, тендери, инфраструктурни подобности, како и добивање на маркички за атрактивни локации. Еве, како што може да видите, сиромаштијата доаѓа во својата нормала и како што може да забележиме, новиот пакет мерки на владата почна да функционира. Студио? Ви благодарам, Јавор. А ние продолжуваме со вчерашни. Од југозападот ни доаѓа една успешна приказна на град во кој се копа руда. Се селиме во Битола, каде што работи РЕК Битола и новиот рудник Билбил Камен. Да погледнеме. Новиот рудник ќе отвори голем број на работни места. Така вработени се нови доктори на онкологија, кај што се барат и медицински сестри. Погребните предпријатија вработваат млади копачи и продавачи, а се очекува и вработвање на 3 нови попа. Се очекува дека ќе има уште вработување и во овие рудници, оти главните луѓе на РЕК велат дека уште 9 години не ќе можат да ја контролират пепелта од рудникот, а рудникот Билбил Камен е на само 2,5 километри од центарот и помалку од 300 метри од првите куќи. Покрај тоа рудникот кој е во собственост на Стентон, како и се друго во градот под терасите на градоначалникот Талески, нема ни еколошка дозвола. Скопјани се видно возбудени поради проектот за новиот Луна парк, а дрвата во градскиот парк не се толку многу возбудени.
Прво затоа што се дрва, а второ затоа што ќе ги сечат. Како и да е, нашиот репортер имаше ексклузивна можност да проба и да се повози на некои од идните атракции. Така е. Директоре, кажете ми прво дали имате диплома по англиски? Ма си, por supuesto. Така е. Човек на место. Кажете ми што ќе правиме денес? Еве денеска имате ексклузивна можност малку да прошетаме и да го разгледаме нели нашиот нов Луна парк. Ова е сепак пилот, значи ова не е финално, не е довршено се. Меѓутоа ќе можете нели да видите и да испробате некои од нашите атракции од Луна парк. Така, кои се главните атракции во Луна парк? Па видете, една од главните атракции е токму овој ролер костер на кој што сега се возиме и тој го носи името економски раст. Ова е всушност една голема удобница, така? Така Не се плаши, безбедно е! Безбедно е! Еве сега тука се спојуваат шините со следниот ролер костер, кој што се вика Јавен долг и сега одиме вртоглаво нагоре! Ова е мощно интересно за луѓето и селеници, значи македонци кои живеат надвор од државата и многу ретко доаѓаат, не се плаши, безбедно е. И многу ретко доаѓаат од дека. Веднаш после ова те носат во друга атракција која што се вика куќата на стравот. Еве сега моментално се наоѓаме во куќата на стравот, Миле Попјорданов. Значи, ова е таа куќа и тука е замислено Миле да имаме извршители. Па да имаме големи сметки за струја и за вода. Поготово за вода. Па после планираме тука да има јавување од банка. Па тука некаде да се појави Сорос. Страшно. Не се плаши. Значи, планираме да има и други бешти, и други вампири. Кузмане, не се плаши, јас сум со тебе. Значи, и исто така, планираме во нашиот Луна парк да направиме една огромна атракција. Значи, како што туристите нели одат во Пиза и се сликаат со кривата кула вака, сите нели на криво малку, ние тука планираме да направиме голема статуа на Бранко Црвенковски. Јас сум, Кузмане, јас сум. И таа статуа на Бранко Црвенковски ќе искосиме на 17,5 степени. Пошто Бранко е крив, нели? Така. А дали планирате да зачувате некои стари реквизити кои скопјани со носталгија ги паметат? А секако, како не. Ајде одиме понатаму, значи на следната атракција. Ајде, само право тука полека. Еве, како што можете да видите, значи го зачувавме старото вовче кое што скопјани го памтат, меѓутоа малку го модифициравме, од сега тоа вовче ќе вози само во еден правец кон Европа. А она старото автобусче и тоа ќе го сачуваме, само што ќе го направиме двоспратно. Ова не е страшно воопшто. Не е страшно, ова е за млади наменете, за кон Европа. Така, ви благодарам многу. Ништа. Студио? А премиерот на Република Македонија Емил Димитриев по четврточните настани се повика на Уставот. Јована, и ова се нема случајно. Токму така. А ние продолжуваме со вчерашни. Какво беше времето минатата недела, а какво ќе биде наредната недела? Следува Силвестер Ведар. Нека не градиме! Времето не идва! Се очекува стабилизирање на системата за едно 2 децени, а до тога се очекува еволуција која ќе ни помогне да живееме во екстремни услови. Се очекуваат интензивни грмотевици, потом да определите населени со предавници, затоа што знам да ги бие предавниците. Во другите надпревари од втората раковетна лига, Макрон води на сите анкети за премиер на Спанија, со што е сигурно дека ќе победи на турнирот во шах, каде противник е Русинот Боби Фишер. Биомето! Нека не напише биомето, повторно да видиме како ќе е. Ова беа вчерашни новости. Петар, нешто се случува во земјава, ама не знам точно што. Како и да е, Јована, ние секако последни ќе дознаеме, а нас и без тоа не ни интересира политика. Така е, Петар. Вие сте Чекор за цита. Добро утро. Добро утро и од мене.